прв соговорник во студиото 3 на Македонската телевизија на тема која што е актуелна и за која што гласно треба да се зборува многу доколку сакаме промени. Образовниот систем бележи се поголем недостиг на наставници по физика, математика, хемија, информатика и странски јазици. Од друга страна, се повеќе млади ја избегнуваат професијата наставник. Ова се податоците на Независниот синдикат за образование и наука, информации кои што се сосема доволни за темата да ја отвориме со првиот соговорник во Македонија наутро. Велам добро утро за Томислав Гиевски, председател на Независниот синдикат за образование и наука. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, ви благодарам на поканата. Господине Гиевски, додека се погласно изминатиот период зборуваме за квалитетот на образованието кој што е клучен како би создале кадри кои ќе бидат конкурентни на пазарот на трудот и пристигне информацијата дека не сме сигурни кој во иднина ќе ги учи нашите деца. Речиси нема предмети кои не се дефицитарни со професори. Што велат вашите информации? Нашите информации се, како поминува времето, се застрашувачки, бидејќи доаѓаме до недостаток на професори по многу предмети. Недостатокот доаѓа најчесто во претходните 10 години беше најчесто во руралните средини, но во последно време, односно во последниве неколку години, се појавува недостаток на кадар, односно потешкоти за пронаоѓање на кадар и во градските населби, односно во поголемите градови. И овој тренд ако продолжи, се треба да се запрашаме за неколку години навистина кој ќе работи на овие работни позиции, односно ќе се најдат работници, но дали тие ќе бидат компетентни и соодветни за работното место. И велите причината за дефицитот е повеќеслојна, па сакам да ги разработиме сите слоеви поединечно денеска во Македонија наутро. Ќе започнеме со условите за работа и почитувањето на законите и работничките права. Колку тие влијаат на актуелнава ситуација? Тие се најглавниот фактор кој што довеле до ваквата ситуација. Во 30 години имаме една ерозија на непочитување на работничките права и непочитување на законите во секторот образование. Некаде да се навратиме пред осамостојање на Македонија, доаѓаме до промена на системот каде што почнуваат и работничките права нагло да се погазуваат. Денеска вработените во секторот образование се соочуваат со еден сериозен проблем, а тоа е прво непочитување на законот за работните односи. Например, секој работник може да добие трансформација на работниот однос после 2 години, после 5 години. За вработените во секторот образование туку имаме отежнување, односно не важат истите правила по законот за работен однос. Најголем проблем е непочитувањето на законот за минимална плата. Знаеме сите дека минималната плата во државата е 18.000 денари, а пак во секторот образование најниската плата за најнизок степен на сложеност, која што е столб за пресметка на платите, изнесува сега со новото покачување околу 11.500 денари. Значи, од 18.000 до 11.500 денари станува голема разлика. И од тука и кога се добива една почетна плата на просветни работници, која што е длабоко под републичкиот просек, и ние сме единствена држава во Европа каде што државата го вреднува трудот на вработените во секторот образование со почетна плата која што е под републичкиот просек. Партизацијата си зема голем данок. Знаеме дека последниве 20-30 години многу е силно влијанието на центрите на политичка моќ врз секторот образование. На целата јавност е многу добро познато дека во училиштата, најголем дел во училиштата, раководните кадри се избираат од партиски штабови. Тоа е сериозен проблем, каде што дел од луѓето више ја губат контролата дали треба да го застапуваат училиштето или треба да застапуваат политичка партија. Значи, тој систем, докажано во било која држава, дека не може да функционира и нормално и кај нас не може да функционира, и сите тие работи кои ги споиме во една целина, го имаме денешната слика. Младите не сакаат да учат, да се запишуваат на факултети за наставен кадар. И тоа сакам да го предискутираме. Пред известно време слушнав некоја информација дека, да речеме конкретно за македонски јазик, оваа година биле запишани минимален број, да не играм сега со бројки, минимален број на студенти, што е загрижувачки за тоа каков кадар ќе имаме наставен во иднини. Тоа не е пример само со македонски јазик, генерално со сите нови кадри кои што треба да излезат како професори. Колку тоа е проблем? Колку е проблем што голем дел од наставниот кадар се преусмерува и сфрустриран може би од целава ситуација, се преусмерува во други професии, колку дел од него се сели надвор од државата? Се ова фактори кои влијаат? Апсолутно, ова се силни фактори кои што влијаат. Значи, миграцијата е доста значајна, бидејќи голем дел од колегите нашо ни се познати, имаме многу членови ние во само последната година кои што не сме ни најавиле дека или веќе се отидени во странство.
за подобра екзистенција. Значи таму работат работи кои што се општи работи, значи да збориме во конфекција, во угостителство, но се многу позадоволни од своите работнички права отколку во Македонија што работат како просветни работници. Кажав миграцијата дека е сериозен проблем. Интересот на студентите, значи се помалу интересот на студентите затоа што гледаат. Познато им е, можеби нас кога во минатите генерации било потешко да се резонираат како што работи, но денеска во модерно општество кај што имаме интернет, кај што имаме социјални мрежи, многу лесно можат да видат каква е моменталната состојба, а и на многу луѓе им е познато, поготово на помладите им е познато дека политиката е длабоко завлезена во воспитно образовниот процес и одбегнуваат, едноставно не сакаат да бидат. И како ова да е малку, имате препрека повеќе односот со родителите. Предизвик плюс за секој наставник. Па односот со родителите е една специфична тема каде што ќе кажам дека да, односот на родителите најголем дел е непрофесионален, да кажам. Не се однесуваат исто спрема докторите, полицајците, како што се однесуваат спрема наставниците. Значи некако осетили најслаба карика, но ние сепак како независен синдикат имаме доста искуство во справување со родителите, па имаме начини како да се одбраниме од некултурен однос, од дрзак однос, така да ние лично да кажеме како синдикат го немаме тој проблем, но да, во секторот образование многу се соочуваат со тој проблем. И голем дел од училиштата кои што се дефицитарни со наставници постојано објавуваат конкурси што на социјалните мрежи, што на своите веб сајтови. Минимален е одзивот за тоа време додека се одбере нов наставник, ако воопшто се одбере, учениците во континуитет губат настава. И сега како да ги поттикнеме младите да се пријавуваат за работа? Па имаме во моментов од државните органи имаат стипендии, но тие не се клучни за мотивирање на ученици да се запишат, односно студенти да се запишат на одредени смерови, затоа што нив им треба долгорочна екзистенција. Единствен начин на кој што можеме ние да повторно да вратиме атрактивноста на професијата, затоа што во многу држави најквалитетните кадри се просветни работници, односно најквалитетните студенти им е дадено да ја образуваат младината. Дали најквалитетните кадри сега се просветни работници? Во моментов, во Македонија? Па не можеме да кажеме, затоа што многу квалитетни работници се отидоа од државата, многу отидоа во други сфери да работат за многу повисока плата. Така. За проблемите многу често говорите и на пресконференции, и преку дописи, и преку протести. Оно што ме интересира, го слушали некој вашиот глас? Каква е соработката со државните институции? Со државните институции немаме никаква соработка, затоа што соработка имавме на почетокот, кога го формиравме синдикатот, во делот на комуникација. Кога видов дека сме сериозни во нашите барања, дека не сме синдикат кој што е напрен за, не знам, за купување на ратика, кој што досега имале пракса, тогаш кога сватија дека не може да ги сервираат сите барања, бидејќи силен притисокот од страна на членовите на политичките партии, тогаш се намали комуникацијата, сведена на едно најниско ниво. Значи, ние сите проблеми ги решаваме преку судски спорови, преку обраќање во јавноста. Јавноста нека суди, значи, затоа што секој политичар си има и политичка одговорност. Сега многу интересно за себе ова што зборуваме, ако не слуша некој млад кој што сака да аплицира за да биде професор, не знам како ќе го охрабриме. Многу реформи се потребни, но време за чекање, ниту генерации за губење немаме. Како во меѓувреме? Интересно прашање. Во меѓувреме ќе продолжиме со истото темпо кое што не е сјајно. Секој настап што го имаме, секоја пресконференција, секој протест што го организираме е причина повеќе за раководните органи во Министерството за образование и наука да сватат дека колку е сериозен проблемот и дека треба посериозно да пристапат кон решавање на истите. Оптимисти сме дека како помина времето така расте и нашата синдикална моќ и оптимисти сме дека ќе прерастеме во посилна организација која што ќе има и поише механизми на располагање за решавање на овие проблеми. Што вас ве држи на професорското место се уште, професор по географија сте? Па љубовта кон професијата, си ја сакам географијата уште како мал, работата со деца ми исполнува, бидејќи тоа е многу убаво чувство, секојдневно да едноставно да им го предаваш знаењето. За мене е навистина премногу значајно, дури да имам понуда за некоја професија која што е, да речеме, многу подобро платена и со подобри работнички права, би размислил дали би мигрирал во една друга работа. И тоа сакам да прашам, сте имале во меѓувреме? Никогаш сте размислувале на оваа тема или? Па не сум размислил, искрено да ви кажам. Имам јас и доквалификации, магистерски по менеджмент на човечки ресурси,
сериозно не сум размислил. И како и каде би сакале да видите професијата за 10 години од сега, генерално професорската? Генерално професијата за 10 години се надевам дека ќе дадеме силни напори, значи станува збор за работа со модерни колективни договори, работа во која што почетната плата не е под републичкиот просек, работно место во која што политичките партии не смеат да влезат ни на километар до портата во училиштето, работа во која што се вратени меѓучовечките односи, каде што се решени многу проблеми, односно каде што со животот на самите вработени е на многу повисоко ниво, затоа што немаат меѓусебни проблеми. Јас искрено се надевам дека едно по едно сите ќе се изреализираат, бидејќи и од вашите услови за работа и вашата посветеност зависи иднината на нашите деца. Се надеваме. Благодарам за гостувањето во Македонија наутре. Благодарам. Секако, ова е само една од темите на кои дискутираме во утринската програма. Во продолжение музичка номера, веднаш потоа и вториот информативен блок. Веќе во блокот од 8 до 9 часот имаме уште актуелни теми, секако редовната рубрика Мое здравје. Ве информираме за отворените денови на Машинскиот факултет и меѓу другото отвараме тема туризам, што му е потребно на туристичкиот сектор да застане на здрави нозе во период на сериозна економска и енергетска криза. Бидете со нас.